Годинава манифестацијата Палачинкијада се одржа на паркот на Револуцијата пред голем број на посетители, гости и ученици во организација на локалната самоуправа, каде беа поделени околу 3000 палачинки. Традиционално во склоп на оваа манифестација неделниот весник Зенит го организираше изборот на најпетка, каде се избираше најученик од секој основно училиште, наставник, одделение и најучилиште. Оваа награда ја добивам прв пат со оглед на тоа што сум млад. Преблагодарен сум на неделниот весник Зенит, преблагодарен сум на читателите. Посакувам во иднина исто така да има многу успех кај сите ученици, кај сите наставници и да нишат само добри и позитивни резултати. Ова е за мене голема чест и голем успех, со оглед на тоа што бевме домајкини на овој државен надпревар по втор пат. Докажуваме дека во нашето училиште имаме квалитетни ученици со уште поквалитетни ментори и се надевам дека истиот успех ќе продолжи понатаму и вино. Со манифестацијата Палачинкијада официјално се означи крајот на учебната година. На крајот од учебната година локалната самоуправа традиционално му го честита завршувањето успешно на учебната година на сите ученици и на матурантите матурата со традиционалната Палачинкијада. Овај пат решивме да ја направиме тука на могилата на непобедените, на паркот на Револуцијата и со тоа да отвориме и сезоната на големиот број игри, забава кои ќе се случува. Тоа ќе биде едно од најпосетените места во текот на летниот период. Му посакувам здравје, среќа и уште поголем успех во наредната учебна година, а за тоа се потрудивме да ги почестиме нашите ученици од училиштата со повеќе илјади бесплатни палачинки. Покрај одличната забава за сите присутни од страна на прилепските диџеи и бендови, пригодна програма за време на доделувањето на наградите изведоа учениците од основните училишта Кочо Рацин и Климент Охридски, а Палачинкијадата предизвика голем интерес кај децата. Инаку по долгогодишно барање на прилепчани, терминал Комуналец отвори ланч бар и катче за детска забава и игра на могилата околу просторот на дрвената куќерка. Новиот простор за забава ќе биде бесплатен за сите деца, а додека со закажување, просторот ќе биде отстапен и за роденденски забави.